Третооделенците од основното општинско училиште Илинден на 13 декември ја посетија локалната установа Градски музеј Крива Паланка. Предводени од оделенските наставници, 70 дечиња го разиграа амбиентот на музеот, а посетата представува заокружување на наставната тема Мојот роден крај. Домаќините од музеот, директорот Драган Величковски и кустосите ги угостија учениците најпрвим во етнолошката поставка, каде се запознаа со кривопаланечката чаршија, традицијата, старите соби и амбиентални предмети од минатото. Крива Паланка од скоро има своја институција културна која што се вика музеј. Заедно со градоначалните односи на Крива Паланка, јас и мојот тим и го формиравме овој музеј во најскоро време, поред долу една годинишна што се вие може и малку по-мало вас. Добра сумета детето, ова е мајка Ромка, ветерана. Оттаму ја посетија историската поставка. Слушнаа дека Крива Паланка е основана 1633 година, а за возврат го презентираа наученото, легендата за Крива Паланка и старото име на градот. Поставката или во собата е презентиран периодот од изградбата на Крива Паланка далеку во 16-тиот век, многу одамна, пред 5 векови, преку еден панел за Карпачевото востание, првите револуционерни движења или востанување на македонскиот народ против турците. Понатаму еден панел имате за ајдутското движење, тоа се славните ајдути арамбаши кои што го штителе македонското население од османлиите во периодот на нивното владење во Македонија. Посетата на музеот како установа која го зачувува традиционалното културно-историско богатство на Кривопаланечкиот крај продолжи во просториите каде е сместена археолошката поставка, понатаму во продавницата за сувенири и најнакрај во градската уметничка галерија. Во моментот се наоѓаме во археолошкиот дел на Градскиот музеј. Дали знаете од каде се добиваат предметите кои што се изложени тука, од каде ги наоѓаме овие предмети? Од рудникот. Не, баш од рудникот. Значи ова се предмети кои што археолозите ги ископуваат од под земјата. Археологијата е наука која што се занимава со минатото, но најголем дел особено со старото минато, но најголем дел од нивната работа е да ги ископуваат старите градови и старите војни тргувања кои што со текот на времето замрели и кои што биле покриени со слоеви на земја, и сите овие предмети се извадени од страна на нашите вредни археолози. Предметниот наставник Добри Јовевски рече дека целта на посетата на музеот е учениците да се ангажираат интерактивно да ја абсорбираат наставната материја низ примери, излегувајќи од училишните клупи. Воедно, ова е одличен начин децата да стекнат навики да ги посетуваат културно-уметничките збиднувања, истакна Јовевски. Голема благодарност до директорот и до вработените во Градскиот музеј во Крива Паланка, кои што излегоа во пресрет на нашата идеја да ги доведеме учениците и малку повеќе да ги запознаеме со минатото, традицијата и културните вредности на општина Крива Паланка. Бидејќи во стоп на реализирање на редовните наставно-образовни активности што ги имаме во училиште, по предметот Мојата околина, темата која што ја завршувавме е токму поврзана со сето она што е сместено во Градскиот музеј. И на крајот сакавме да направиме една ретроспектива од целокупните оние активности што ги имат дечињата, прочитано, слушнато од нас наставниците, истражено преку интернет, и сакавме малку на еден друг начин и друг пристап да направат учениците да дојдат во музеот и да ги видат сите оние работи со кои што располага музеот и кои што не вратат во минатото, за да ги потсетиме на минатото од Крива Паланка, од името, историските активности кои што биле во минатото во делот на Крива Паланка и Кривопаланечко организирани.
Посетата на институциите од најразлична дејност, локални и национални, е пракса која редовно ја применуваме, со првична цел едукација и истовремено социјализација на учениците, не изоставувајќи ги и другите компоненти на воспитно-образовниот процес, потенцираше Јовевски. Ние наставниците се трудиме да им го доловиме она знаење со кое што и ние располагаме и со кое што можеме да им го кажеме на нивна возраст и тие да можат да го восприемат сето тоа. Но имавме едни во позадина едни скриени цели кои што сакавме да ги реализираме со ова посета, да ги поттикнеме едноставно учениците да размислуваат на еден друг начин, да ги посетуваат културните манифестации, културните институции кои што се во склоп на градот или во некој друг град. И една главна носечка цел ни беше да научат први за нашиот крај, за Крива Паланка, за убавините на Крива Паланка, за минатото на Крива Паланка, затоа што еден ден кога ќе разговараат со некои луѓе кои ќе сакат да ги пренесат информациите за Крива Паланка, за градот и за своето место на раѓање и живење, така ќе ги знаат и ќе умеат тоа да го направат за својот град, а потоа многу е полесно да се надградуваат во своите знаења. Така, само на крај да ми кажете дали ваквата пракса е востановена од неодамна или често ги носите вашите ученици на најразлични настани, манифестации во останати институции каде што ќе може да ги дополнат своите знаења? Па се трудиме и тоа во склоп на нашите можности и тоа не е едноставно да се организира сето тоа, да се направи план како тоа би го направиле. Кога има можности, простор и услови, сакаме тоа да го направиме и да им доловиме еден друг начин и пристап на учениците да ги учат содржините. Директорот на Градскиот музеј Драган Величковски изрази задоволство што музејот во последно време се повеќе заживува и со посетите на туристите, но најмногу со организираните посети од страна на професорите и наставниците од основните и средното училиште од градот. Ние со сите институции и образовни и училишни и предучилишни направивме една соработка заедно со директорите за учениците во рамките на своите наставни програми или методски единици кога изучуваат историја или кога изучуваат за општеството или за уредувањето на општеството да направат една посета на организирана посета на Градскиот музеј. Некои тоа го прават поединечно по одделенија. Денеска имавме можност неколку одделенија од основното училиште Илинден заеднички да се дружат и да направат една вака голема посета на Градскиот музеј. Така, што секој кажувате на дечињата, зашто најмногу се интересираат, особено овие помалите? Па помалите дечиња малку се повоздржани во однос на тоа што го гледаат. Се разбира дека им е интересно она што можат да го видат и најчесто што можат да го допрат, а тоа е етнолошката поставка тука. На машките повеќе им се допаѓа археолошката поставка, особено предметите и историската, особено предметите кои што се дел од вооружувањето, како што се мечевите, пиштолите и сабите кои што ги има изложено долу. Но јас сум задоволен од тоа и еве вака патуваме на благодарност и една подкрепа до останатиот наставен кадар во Крива Паланка, сите ученици кои што не биле досега да го посетат Градскиот музеј, сепак и историјата и минатото се учи вака на терен, односно се учи низ пракса, не само од учениците. Така, дали имаат основни предзнања, добри предзнања учениците кои што доаѓаат овде, например, оние кои што се во нижите одделенија, например, каде што е основата? Па во најголем дел да, сепак ние сме специјализирана установа која што е вака повеќе конципирана за историјата и минатото на Крива Паланка и Кривопаланечкиот регион. Они во рамките на своите наставни содржини го изучуваат поголем дел од националната историја, односно минатото на Република Македонија и се разбира општо на европската историја, меѓутоа да, јас сум задоволен сум и од знањата и од прашањата кои што понекој пат можат и да ни изненадат, особено од повозрасните ученици од гимназијата Ѓорче Петров кога се на посета тука. Малите умни глави восприемија многу информации. Го утврдија и повторија наученото и најважно од се, понесоа нови искуства од посетата на музеот, која за повеќето од нив беше прва, а се надеваме ќе биде една од многуте во низа. Како се викаш? Ангелина Јовановска. Прв пат ли доаѓаш во музеј? Да. Дали прв пат доаѓаш во музеј? Да. Знаеш ли што е ова за тебе, оваа машина за шиење? Се видела ли ваква негде? Не. Не, прв пат гледаш? Да. И дали е интересно? Да. Што друго има тука? Што гледаш? Што ти е познато? Копчињата. Копчињата, има ножици, гледате какви ножици тогаш користеле? Да. Да. Дали е интересно? Да. Што друго има тука? Што гледаш? Копчињата, има ножици, гледате какви ножици тогаш користеле? Да. Дали е интересно? Копчињата, има ножици, гледате какви ножици тогаш користеле? Да.
Така, сакате ли да дојдете повторно тука? Да. Како се викаш и прв пат ли доаѓаш овде? Прв пат дојдам и се викам Ангела. Ти се допадна во музејот? Да. Што научивте вие во училиште за музејот? Што се чува во музеј? Научивме дека во музеот се чуваат стари работи од старото кривопаланичко време. Прв пат доаѓам во музеј, се викам Елена. Дали е убаво тука? Да. Што е најинтересно? Носијата. Одлично. Си видела ли ти негде носија ваква како што Да. има во музеот? Каде? Носи ли некој се уште? Не. Не носи. А што друго е интересно во музеот? Музејот е интересно затоа што има скулптури од порашното време. Така, а си била ли на изложба на фотографии или некакви уметнички слики? Не. Сакаш ли да дојдеш кога ќе има изложба? Да. Ивана Петкова. Си била ли до сега во музеот или прв пат доаѓаш? Прв пат. А во друг музеј си била? Да. Каде, например? Скопје е мајка Тереза. И каде е поубаво? Дали во нашиот музеј или во Скопје? Во нашиот. Ти се Горе. допадна ли во музеот? Да. Што беше најинтересно, во која просторија? Горе кај пиштолите. Така, тоа е археолошката поставка. Си видела некаде друг таков предмет? Не. Само во музеј? Да. Затоа е добро да се дојде и да се посети музејот. Да. Јас се викам Дамјан и прв пат доаѓам во музејот. Дали беше интересно? Што виде тука? Мачовите и пиштолите. Многу ли се поразлични од тие што си ги видел до сега? Да. А каде си видел друг пат такви предмети? Или прв пат во музејот ги виде овие стари предмети? Прв пат. Ново. Си бил ли некогаш во музеј? Не. За прв пат доаѓаш сега во нашиот музеј, така? Да. Ти се допадна? Да. Дали научи нешто ново, што научи за Крива Паланка? Како настанала Крива Паланка, научивте? Да. Како било старото име на Крива Паланка? Егридер. Матеј. Прв пат ли доаѓаш во музејот Крива Паланка? Да. Што беше најинтересно, што ти се допадна најмногу? Мене ми беше најинтересно старата кафеја. Така, што виде таму? Дали е исто како што е сега во кафеаните? Не. Сосема различно? Да. Јас се викам Петар, видов старовременски предмети, мечови и пиштоли во стари времења, војниците што се бореле со нив, со која ја ослободиле Крива Паланка, стари облеки. Јас се викам Ева Новкова. Мене најинтересно ми беше старата бакалница. Така, што имало таму, што се продавало, видели како се мереле тие предмети што се продавале? Да. Што се продавало таму? Бомбони. Научивте? Да, бомбони, леблебија. Сте пробале ли леблебија сега? Да. Јас се викам Јана Илиевска, најинтересно ми беше собата за шиење и фустаните и машините. Така, си видела ли некој од овие предмети дома, кај некого, нагости, Не, каде што си била? не. Значи, ваквите предмети само во музеј ги гледаме. Да. Јас се викам Тодора Гроздановска. Што видите во музејот? Јас видов старите соби во кои живееле старите луѓе. Различни се од денешните? Да. Така, има многу предмети? Да. За забавната страна на посетата на учениците на Градскиот музеј и впечатоците на дечињата, погледнете повеќе во емисијата Клучалка на програмата на Златен канал, премиерно во сабота по вестите во 20 часот.